Некој би рекол дека мудро чекавме до понеделник навечер затоа што знаевме дека ќе случуваат важни работи и тогаш да снимаме емисија, а да не брзаме вчера веднаш по трката да снимаме емисија. Вистина ли е тоа, Ниџо, или не е вистина? Секако дека не е. Како бе не е? Значи, достатно беше трката и рековме, ај ќе чекаме нешто интересно да случи. Значи, нашите инсайдери не предупредија дека треба да почекаме денешниот ден да помине, за да излезат некои работи на површина и ете така и бидната. Значи, имаме луѓе што останаа дури на тестот денеска во Муџело и ни јавија од таму, чекате, не снимајте, се спрема ексклузива. Чека да не се уклучува сега некој баш у програма. Не. Во врска, проблеми со врската имаме. Да, Врне во Муџело денеска. Трасата. Трасата не ни е добра. Ниџо, добре дојде во 10-та, мислам дека е епизода на нашиот подкаст. Добре дојдовме во 10-та епизода на нашиот подкаст, кој што го снимаме после Мото Гран При надпреварот во Муџело. Легендарниот Муџело, кој што се чини дека полека, но сигурно очекувано би рекол си го враќа својот сјај. И она што е многу поважно во голем фокус на светската мотоспортска јавност и покрај завршетокот, крајот на трката во неделата, еве денеска се уште е во фокус Муџело. Накратко, главната вест за која што зборуваме и која што ете денеска почнува да го решава големиот заплет, односно го започнува полека, но сигурно расплетот за следните години во MotoGP, а тоа е дека Хорхе Мартин дефинитивно си оди надвор од Дукати, односно надвор од тимовите кои што возат Дукати и следната година, односно следните години, затоа што е мулти-иер контракт, така беше најавено, ќе вози за Априлија. Фабричкиот тим на Априлија, на место на неговиот учител, патрон, брат, што и да е, комшија, другар, Алеш Еспаргаро. И тука пак ќе повториме приказката како Карате Кид сега ученикот дојде и ќе освои титулата. Сенсеј. Сенсеј. Да, повели Ниџо, доста зборував јас. Да, фала. Тоа што до вчера изгледаше сосема сигурна работа, дека скоро сигурно беше дека Мартин оди во фабричкиот тим на Дукати, тотално се преврти наопаку или можеби тоа што ние мислиме дека ќе се случува, апсолутно не било никогаш него план или само се користело за играње на покер невиден. Ова беше денеска отварање на картите или домино ефект кој што ќе се очекува и денеска и утре и заутре ќе има како се вика тоа поклопување на служувалката, значи сега ќе се местат сите тие парчиња од служувалката, така да ја отвори сезоната, да, дефинитивно она луда сезона што ја викаат при секои вакви трансфери. Мартин изненадување, кој што и не е изненадување на крај. Да, и јас се сомнував дека целото тоа беше само играчка на медиумите за да имаат што да објавуваат, за да прават сензации, дека имаше пуштено лажни информации, односно некакви дојави потенцијални, ти реков ми рече дека нели Мартин е близко до потпишување на договор со Дукати, со фабричкиот тим на Дукати. И сега беше пред минута пред да почнеме да снимаме, го прочитав последниот текст објавен на motosport.com кој што се удира во гради дека бил главниот што ги известува прв овие работи, пошто ги имаат скуп информациите. Мислам дека се италијански медиум, ако не се лажам. Не. Нашиот дојавувач беше од значи првиот веб администратор на motosport.com. Од кога ти кажав ја вака дека ќе биде. Да, веб администраторот ми рече као стилу, имаме ние 4 спремни приказни, ме сваќаш као сите, што и да се случи се. Да. И сега те прекинав, да.
Исчитав шо како зашто и баш не ми се веруваше дека они сега ќе тргнат и ќе објават така преку ноќ ако се договориле. Пошто медиумите се обидоа денеска попладне да ја пласираат приказната дека Дукати направиле 360 U-turn и дека се предомислеле од приказката со Маркез, што наведува на фактот дека било на нели потпишувањето со Мартин, што наведува на фактот дека таа гласина била вистинита и клучниот момент било дека предвадена кога Марк Маркез, мисли чини за еден шпански медиум, го прашале нели за иднината во Прамак и кога тој децидно рекол Прамак не е опција за мене. И ја исфрли од игра Прамак опцијата и Дукати им се стресле гаките тука и рекле ако ние не го земеме, ќе го земе некој друг. Да, тоа е една од веројатностите, а има и друга која што се вика менаџирање и дигање на цена и спуштање на цена и прилагодување на условите според твоите желби и барања и сакања и така натаму. Имаше многу играње во овие сите преговори, како и кај тимовите, така и кај возачите и менаџерите. Имаше и уште има. И уште има, да, ама веќе ова е голем исчекор во кој правец се движат работите. И се играше со опцијата Прамак да продолжи договор со Дукати само на тој начин што би го земал Марк Маркез, затоа што Мартин веќе најави дека нема да вози во Прамак наредна година, сака да биде во фабрички тим и тоа е тоа. Значи, неговата страна беше потполно јасна, не беа јасни другиве опции. Нормално не знаевме дека е опција, не знаевме. Априлија беше опција и Дукати. КТМ се спомнуваше исто во преговорите, меѓутоа мислам дека тоа е научна фантастика покрај Акоста, па и Маркез и Бред Биндер и така натаму. Не ми беше кој знае колку верно, немаше да ми изненади, ама не ми одеше натака муаветот. И тука е она што го зборувавме дека можно е Прамак да оди се на варијанта да се снабди со мотори на Ямаха, кои што се бесплатни, не само бесплатни, него ќе им донесат и финансиски бенефит. Така да многу работи може да се случат у наредниве неколку дена сега, пошто го губат лидерот во тимот, нели Хорхе Мартин е лидер на табелата. Френки Морбидели не се најде се уште овој викенд му беше хајлајт овие 2-3 години, што е сепак бледа негова варијанта односно на од 2020 која беше вице шампион. Така да можно е да ризикуваат со Ямаха и да градат уште една ваква изведба у некои 2 години од сега или 3 години која би се склопиле коцките. Ете, така некако. Јас ова го карактеризирам, ајде ќе зборуваме за водачите малку подоцна, да зборуваме за тимовите сега малку. Значи, ајде ти сигурно подобро знаеш од мене, пошто ја не се трудам да запамтам такви работи. Кога последен пат сателитски тим освоил шампионска титула? Колку често се случува во MotoGP шампионски тим да освои титула? Ме сеќаш, без разлика дали имал најнов мотор или немал најнов мотор, ме сеќаш? Мислам дека воопшто не се случило. Зошто? Затоа што допред 5-6 години ние немавме воопшто можност сателитски тим да има фабрички мотори. Значи, секогаш сателитските тимови беа некои си Б тимови за развој на нови возачи, нели за собирање на трошките од бодовите што ќе останат и така натаму. И разликата помеѓу фабричкиот тим и опремата која што ја поседуваат тие возачи, што возат во тие тимови, и оние на сателитските се разликуваа небо и земја. Значи не можеше да се случи во време на Дуан да победи некој на сателитска Хонда или не знам во време на Роси и така натаму. Значи тоа беше невозможно. Едноставно новите правила ги приближија, целиот грид го приближија во една секунда малтене да возат сите на квалификации, за да дојдеме до оваа фаза, така да без да гугламе и да се правиме стручњаци, мислам дека никад не се случило тоа до сега. Ама, сега теоријата ми е поби, затоа што не се случило, затоа што немале ни услови, предуслови за да може да се случи. Така. Колку сега со фабрички тимови, пошто не се сателитски тимови, значи КТМ Газ не е сателитски тим, тоа е фабрички тим со друг брендинг. Ямаха сега, нели, American Racing, како се каже, American Racing? Априлија со Trackhouse Racing. American Racing беше у Moto2.
Да, во Беше во Moto2 точно, Moto2 да. тимот, да. Така е, Да, значи Априлија со Trackhouse тимот. Сега, значи тоа се фабрички Априлии, тоа се со комплетна поддршка на Ама ово. знаеш Прамак, зошто е тоа така? Извини ќе те прекинам. Не е само заради правилата, туку заради сликата што ја гледаат во Дукати. Значи, сватија дека мора да поделат подеднаква опрема и да посветат подеднакво внимание на сите учесници на нивните мотори, за да може да соберат податоци релевантни. Иначе, ако вози лански мотор, ништо не ти значи за развој на овогодишниот мотор на крај да. крајот. Сега се наметнува прашањето дали во ова сценарио ново може да очекуваме сателитски тим да освои шампионска титула. За да го наметнам прашањето, тогаш нормално дека никој не сака што е, нели, има аспирации за шампионска титула, не сака да вози за сателитски тим. На страна од муабетот дека парите се неспоредливо различни, во смисол на договор пари и веројатно спонзори што можеш да ги привлечеш, пошто не можеш еднакво да добиеш голем спонзор ако си возач на Прамак и ако си возач на Дукати или ако си возач на не знам, ајде кажи некој друг помалки. Елцер, не е битно, да. Да, ЛЦ. Индивидуално сега правам обет како водач. Меѓутоа, јасно е дека нели ќе бегаат луѓе од сателитските тимови. И сега прашањето е дали улогата на сателитските тимови се менува. Затоа што сега ја отвараме кутијата дека можеби Прамак сега има чист пат со помалку грижа на совест, односно помалку ризик за да ги изгуби возачите, да го смени својот добавувач на мотори и да отиде да работи со Ямаха. Финансиски веројатно тоа е екстремно многу ќе им се исплати, пошто претходно го има најскапиот, претпоставувам, мотор на нели на пазарот, Дукати 2024, а сега ќе добијат дури и финансиска поддршка од Ямаха за да го возат нивниот мотор. Океј, ќе го изгубат потенцијалниот шампион Хорхе Мартин, ќе видиме што ќе може да привлечат. Да, мислам, ќе видиме што ќе може да привлечат, меѓутоа прашањето е дали како тим, како менеджмент сега се во позиција да речат, океј, батали, не гледаме више титула, пошто секако не ни е достижна. Ако им е на дофат оваа година, а ништо чудно и да ја освојат, и да се откажат од неја, да бидат први во историја, и да се откажат од неја, да кажат, не, батали, кога не ни интересира нас титула, ние ќе градиме приказка друга. Види, тоа може да испадне на крај, како се вика, на лебедовата песна. Значи, ова е можеби once in a lifetime шанса за нив да освојат титула. Нели? Еве зборевме до сега дека не се случило, тешко се случува, сме зборувале јас и ти приватно, што ќе ставиш не знам, у дилерство на Дукати, сега постер од Прамак ќе ставиш или од фабричкиот тим на Дукати ако победи. Знаеш, малце е зизната таа работа. Ќе треба да ставиш, не знам, поголем брендинг на самиот мотор на Прамак, Дукати да пишува, за да не изгледа смешно сето тоа. Значи, комплицирано е сето, комплексна е целата работа. Ние сме среќни што имаме подеднакви мотори и во сателитски тими, во фабрички, па гледаме вакви убави трки. И шанса да и некој од не е тоа аутсайдер на крај крајава, веќе не се аутсайдери, ама како тим се аутсайдери. Ти замисли Гресини до пред 3 години немаше да постојат. Фаусто Гресини почина у време на ковид, тимот веќе се распаѓаше, беше претходно Априлија Гресини фактички, они го поддржуваат тимот на Априлија. Склопија договор во последна минута со Дукати, Енеа Бастијанини им донесе победа на прва трка, мислам, пази какви се тоа неверојатни романтични приказни. Се благодарение на овие нови правила кои што актуелни правила во последните десетина години скоро се стабилни и ни дадоа шанса за вакви приказни, иначе немаше шанси тоа да се случи во она време, во порано. Што сите викаме, леле, какви беа трките тогаш, какви времења, нема врска, секое време си носи своја убавина некоја, ете. Сега и на крај крајава изедначеност. Значи, останалото што е претерано многу опции што треба да се затворат, пошто буквално имаме 4 или 5 возачи што имаат на договори за 2025 година и понатаму. Да, све е друго отворено. Све друго е отворено. Значи останува големо прашање Априлија дали ќе одлучи Вињалес да остане во Априлија или ќе разгледува други опции. Само што ја видов изјавата на собствен директорот на Априлија, кој што го праша меѓу другото, нели, и за Алеш Еспаргаро, и за Алеш дали ќе остане како тест водач.
нема да остане, пошто Да. он рече дека ќе си бара он други предизвици, овде неговата приказна веројатно, заврши. Има Дури понуда и он од Honda на негде некој прочитав. начин го потврди, на некој начин го Да. потврди тоа. Но ги остави отворени муабетите со Вињалес, кажа дека ние бевме под многу нели горен фокус на овие другиве работи, преку ноќ ги решивме работите со Мартин и не оправдано го ставивме нели на страна Вињалес во тие преговори, во тие муабети, кој што можеби во меѓувреме одлучил да види што друго може да му се понуди на пазарот. Сега веројатно се чека на него за да знаат Априлија што друго ќе прават со второто нивно место. Од друга страна се чека да се префрли американец од Moto2 кој што овој викенд извозе маестрално и докажа дека стварно можеби е спремен да се префрли во MotoGP. Да, извини, он ја донесе оваква неизвестноста на викендов. Најубавата трка беше Мото2, мене ако ме прашуваш во поглед на промена на прва позиција, претекнување и така натаму, понуди многу поголема неизвестност, мада ГП се грефета збореме имаше напнатост, меѓутоа немаше, не знам, не се случуваше кој знае што на патеката, освен една прецизна екзекуција на Пеко, онака не знам како да кажам, мајсторски го изработи цел викенд. Извините, прекинав. Многу добро го зна. Трекхаус. Окей, тоа Да. Трекхаус е баш имали. тука е как се вика, дел од равенката за Вињалес и за фабричкиот тим е токму во Трекхаус. Значи можно е да се случи и Раул Фернандес да доби унапредување во фабричкиот тим, да му ослободи место на Џо Робертс и така натаму. Оливира се разбуди исто овој викенд. Мислам, многу опции се што не ги знаеме, а сигурен сум дека ги поставуваат као сценарија буквално на табла на drawing board како опции, затоа што не смеа да се изненадат. Сепак е ова еден од највисоките професионални спортови и нема место за импровизација. Она што може сега да го предвидуваме е всушност само да се обидеме да направиме прогноза како поред возачите ќе потпишуваат договори. И јас би рекол дека следен е Маркез, после него е Енеа Бастианини, уствари Вињалес и Бастианини. Ајде, кажи кој каде? Иди до крај. Не е битно кој каде, него у моментот предизвик е да кажеш по кој редослед ќе се потпишуваат договорите. Ја барам така. Некој каде, пошто пази да не правиме муабет дека Безеки, дека Диджи, дека сите тие остануваат на свеќе што треба да потпишат. Да, не сме стигнале до нив, да. Значи, може би дели дали воопшто ќе остане, нема да остане. А има договор, пази. Джек Милер, што ќе се случи со него, ме свеќаш, мислам. Джек Милер ќе си оди дали можеби ќе имаме тотален шок. Па Маркез да отиде во КТМ со Коста заедно, Биндер да отиде во Газ и така натаму. Или денеска Сајмон на последното јавување од Муџело кажа дека имало муабет и дека ќе има 2 КТМ тима, нема да има Газ тим, дека и таа гласина се отвара, сеќаш како. Што значи дека ако има 2 КТМ тима, тоа значи дека може Биндер, Маркез, Коста се да бидат исти, сеќаш. Па добро, да, Тек 3 беше пред Газ КТМ, така да не е тоа нешто. Кој знае кој е ново, да. Брендингот само, КТМ одлучува дека ќе го користи тој бренд. Чао бренд може да рече Husqvarna, може да биде, да. Види како што им кажи. Не го спомнавме, може најголемата вест која што многу ја очекувавме дека Коста уствари наредна сезона вози за КТМ, за тие што како викат англезиве, живеат под камени, не гледале викендов ништо. Да кажеме дека и се случи тоа што беше неизбежно да се случи и тоа е тоа. Најдобриот на КТМ ќе си вози фабрички мотор наредна година. Што до некаде делува и сосема логично, нема тука што сега да биде тоа изненадување, пошто еве го и овој викенд изминатиов, што е за нас во Муџело, а Коста беше повторно најдобар КТМ, нема тука дискусија. Нема дискусија. Имало ова, имало оне, имало се нешто плачат Биндер и Джек Милер,
А Малиов си вози по тотално друга траекторија, по други линии, им ги пореметува математиките на сите живи, ама вози, окей. Извозе четврто, пето место на главната трка, како пето место или четврто, како заврши? Пето беше позади пето. позади подиум, не, чекај, извини. Четврто беше после подиумот беше он следен. Не. Не беа Маркез беше четврт. Не, позади Маркез. Позади Маркез. Извини. Да. Брейн Маркез фриз. заврши четврт, дури тимот го зафркаваше, му донесе тацна една со четворка напишана на него, не знам дали ја виде. Да, видел, да. Нема пекар за тебе, ти го сакаш на думе. Мислам дека беше она даска за пица баш направена. Да, четворка. Добро, во Италија. Види се, да. Направи максимум што можеше да направи. После тоа, ако пробуваше нешто повеќе од тоа пето место, ќе паднеше уствари, затоа што овие ракети напред едноставно лета, очигледно ги средија сите проблеми што ги има. Маркез се чудо што уопште им се плетка во последниве трки и тоа покажува кој е во целава приказна и зошто ќе го земат у фабрички тим, според моја претпоставка на крај крајава. Затоа што гледаат нешто во бројките кое што не го гледаат кај другите. Безеки беше долани, конкурираше за титула, имаше победи и така натаму. Сега веќе нигде го нема, дури DJ подобро се снајде у целата приказна. За Алекс Маркез да не коментираме. И сега што правиме муаве? Зашто зборуваме? Во последен круг губи подиум, онака на исти начин како што ја доби третата позиција, со така фино влегување у джигер, нели, на Енеа Бастијанини, Енеа Бастијанини му врати со иста мерка, све окей, кул, нема проблеми, никој не се жали пошто иста мерка си зема еден на друг. И што повише тоа? Не може да направи ништо повише со тој мотор. Очигледно се испаѓа дека го бранам јас, ама не знам, надоврзи се. Нема што да се надоврзам. Значи, за мене до последниот круг очекувано трката беше ужасно досадна, односно наликуваше на F1. Калкулации направени, ќе видиме кој како е со времињата, Пеко као на саат лупаше двојки таму 49-2 или како да беше бројката, 2-3, 2-2, 2-2, 2-2, 2-5, 6, 2-2. Нереално. Сам се не дека тоа не е за почит, да се разбереме, за почит. Меѓутоа, потегот беше на почеток, ризичен потек, излезе на стартна целна равнина, на старт, излезе на лева страна, крајно непопуларен пристап во Муџело. Машки, нели, влезе у приказката, излезе на прво место и рече: "Чао, џаци, толку од мене." Контролираше темпо цело време. Тоа што со нашиот пријател, со Миле зборевме преска. Значи, окей, го казнија 3 позиции, го казнија. Па шо? Знаеш, он си имаше... Не е проблем. Па не, си имаше планов за викендов да ги тепа двете трки. Значи, без разлика ти како ќе го казниш. Пази, ова е шала, ама е 50% вистина, пошто ако имаш ти таква самодоверба, што сака нека ти направи, ти идеш дале. Значи, си завршил со сите оние двоумења, со сите недоумици, со сите проблемчиња ситни кои што може да ти влијат. Замисли Вињалес да влезе у таков филм, што би направил? Не може. Па не може. Не може, значи, не може, затоа не е шампион. Не може. Па не. Да. Види, ти знаеш за изјавата на Џордан на времето со Баркли, така? Као за да возиш мотор треба да бидеш ваков, таков, онаков, ти реков ми рече, и као стилу треба да бидеш defensive rider, треба да примиваш околу, треба да планираш ова, треба да планираш она, и демек тоа те прави вистински шампион. И му се врти, мислам кај Опра, не знам кај се, и му се врти на Баркли и му каза, тоа он не е шампион, пошто не вози мотор. Па добро, Џордан сватил некои работи. Возеше едно време Дукати, кој знае кај му склопија комбинизон, кај му сушија на човекот, али има нека логика, очигледно целата приказна. Нема врска, значи маудот кој беше? Маудот дека трка беше математика. Значи, окей, си знаеше кој какво темпо има, помалку или повеќе, и возеа. На крај битката беше пак Маркез вклучен со Енеа, кој што свака час, мислам, ја изгуби, ја доби позицијата, тоа беше супер, и на крај му се укаже шанса од нигде, никаде, буквално, веројатно и сам не беше толку многу спремен за тоа.
Мартин остави простор, не очекуваше напад, си каже и после тоа, демека стилу го бркав Пеко, имаше пеколно темпо, знаев дека не можам да го стигнам, пробав на 2 пати, не ми успеа и си реков, окей, тоа е тоа, ќе си земам 20 боди, чао, пријатно, и вика почетничка грешка, последна кривина остави в простор. Да. То Тоа пази е тоа. може да се случи на било која трка, ама па особено во викендот каде што ти се одлучува иднината, овие муабети, договори, априли и така натаму не се од Сабајлево, нели? Тоа траело у позадина Па X период. као наведно преку ноќ се случиле. Еве читав Па дека и не е адвокатите цела верно, ноќ работеле за да ги спремат документите за да да, потпишат, ама за да не е он пред кооперација, па нема ладно пиво овде готово, станувам и си одам, више не пијам више тука. Не верувам у тоа. Дека договорите ги склапале заради тајност, тоа верувам. Меѓутоа дека опцијата постоела и разговори дека имале претходно, тоа апсолутно сум сигурен. види, не може И да немало разговори да, кога Алеш Еспаргаро и Мартин се така. Да, као на времето кога пред година и пол кога потпиша Алекс Маркез за Гресини и кога јас предпоставав дека ќе му отвори врата и на Марк Маркез и стварно се случи тоа. Мислам, не се тие случајни работи. Нема врска. Јас сум сигурен дека влијаело и тоа на грешката. Едноставно малце расеано делуваше у тој дел. И самото темпо на трката више те убива у поен. Знаеш, више не знаеш знаеш ли кој круг е, ако можеш Алеш Еспаргаро лани да промаши задниот круг додека водеше, може и ова да се случи лесно. Јас гледав на BT Sports, на TNT, и у еден момент еден од коментаторите, кој ше бивши тркач, кажуваше дека во ваква трка најпаметно е, дури он кога возел, се обидувал да не гледа во кој круг е. Барем не секој круг, пошто психички те убива, пошто си гледа претерано многу долга трката, пошто возиш соло трка, треба да држиш темпо, и вика, онака гледаш секунди, гледаш разлика, кај те конкуренција, вика, се обидуваш психички да го изблокираш делот кај што ти кажува кој круг е. И вика 3-4 круга возиш и после тоа гледаш и си кажеш, добро, окей, сум поминал 5 круга, као окей. Вика, пошто самиот момент кога гледаш бројката, вика, те убива психички. Да си кажеш, леле уште 16 круга, знаеш, возат, гледаш, леле уште на пола трка се. Тоа докажува колку е тешка цела оваа дисциплина и колку е тешко сите тие детали да ги подредиш по ред, нели, по редослед за да успееш на крајот на краиштата и колку е лесно да се обвини некоја си грешка, да кажеш леле што направи глупост ова или не знам што. Не е глупост, тоа е комплексно толку да е неверојатно да не сгрешиш уствари. Тоа е поневеројатно. Се е тоа во ред и ние се восхитуваме на цело тоа, но ја да се бидам искрен и отворен. Не сакам вакви трки. Значи, не се предвидливи толку многу, ама достатни се сега. Реално, истиот во овој момент имаш топ тројца, уште еден сателит што ќе улетаме свегаше двамо од таму и во Супербајк, ама за разлика од MotoGP, тие тројца попара се прават на барем пола трка. Еве не мора цела да на крај Баутиста ќе им избега, ама до половина на трката попара се прават. Прават 16 поминути. Така. Овде е проблем што ако го направиш тоа на почеток нема да имаш гуми за на крај и затоа идат на обратна варијанта. Како на Супербајк имаат гуми? Ајде објасни ми го тоа. Скроз различни се и моторите и гумите и таму и Пирели гледаш у Мото тројки, Мото двојки колку издржуваат малтретирање, значи самата гума е различна. Моторите се многу пофлексибилни, помеки се, овие се крути прототипови. И возат надвор од логиката, едноставно кажано. Треба да ги возиш надвор од логиката на вообичаен мотор, така да не сме јас барем не се осеќам спремен за да ги правам паралелите, ама дефинитивно се работи за различни дисциплини, дефинитивно. Не, добро, јасно ми, али како гледач, како уживател на мотоспорт трки. Нашиот е проблемот, што ствари не треба ни као гледаш да те интересираат тие детали. Тебе треба да те интересира шоуто. И така е, знаеш, премногу комплексно, ете тоа е паралелата со Формула 1. Кога ќе седнеш да правиш муабет со некој што не следи баш до детали Формула 1, и тоа се муабети као за политички партии да правиш муабет, као за како се викаат овие теории на заговор, па не знам што, значи толку треба да знаеш. Као за кој најбољи историја на баскет, Леброн или Џордан? Мислам, стварно е така. Да, треба да имаш толку многу информации, баш да си упатен у спортот, за да реално
и пак нема да го гледаш реално, пак може ќе навигаш на една или на друга страна, ама ќе го разбереш барем зашто е тоа така. Тогаш ќе Не имаш би само требало повеќе MotoGP факти со кои што ќе можеш да си го поддржиш својот став. Ја така гледам работите. Тогаш ќе имаш само па повеќе факти и на крај пак ќе биде истата расправија, да бидеме види, реални. ако не си отворен, ако си ограничен и ако си своеглав и его трип, onda џабе ти се и сите библиотеки на светот. Види, рака на срце. Значи, возачиве овие што ги гледаме сега, кои што се однесуваат и кои што прават трки, возат трки кои што возат сега, кои што вчера на пример ни беа достатни, покажале во бројни наврати дека знаат како да поминат и дека знаат во битка да се снајдат, дека не им недостасува тоа, него едноставно така е сега, такви се сега условите. Мартин во Така е. изјавата кажа дека не можел воопшто да олади гума и да функционира со гумата ако премногу му се доближи на Пеко. Значи вика ја Така. можев да му се доближам, меѓутоа не можам долго време да возам толку доближно на него. И да се надеваме дека ете сите тие промени што следуваат за некоја година ќе во еден сегмент барем нели спречат овој момент, за да може да има вистинска битка, да значи може да возат блиску еден до друг, еден позади друг. Во моментов сите изјави велат дека ладење на гума, нели даунфорсот што го добиваат, што не го добиваат и така натаму, притисокот во гумите и слично, едноставно не може Пази, да го држи. Да, и Муџело е малце зезната стаза. Ако се вратиме некоја епизода наназад на подкастов, знаеш со каков ентузијазам и колку бевме нафурани коментиравме претходни трки, така да не е цела сезона, еве оваа трка беше таква дефинитивно. Ама ако го земеме фактот дека Пеко извозел 25 секунди побрзо време него ланската трка, онда зборуваме за некоја си друга димензија, стварно тоа е секунда, кома нешто по круг побрзо од лани. И баш тоа си коментирав у себе си коментирав Лука Марини со неговата вчерашна трка, ќе беше само 7 секунди позади Пеко во ланската трка. Значи, не волам да биде, не знам, не возел нешто кој знае колку споро, ама односно ова темпо што го наби сега Пеко со Дукати, не знам, ова е како за друга класа да зборуваме. 25 секунди една трка е друга класа веќе. Да. И за тоа се овие нови правила за да ги успорат малце затоа што више се забега. 366 постигна по Еспаргаро, значи го достигна рекордот на Биндер. Да. Добро, види, мислам, не е дека спонтано и стихино без никаква основа се носат и одлуки, мислам, се анализираат сите тие пазоци. Како и да е, има потреба нешто повеќе да коментираме за трката? Па, не го спомнавме спринтот, уопште не го спомнавме, кај што тепаше повторно Пеко, извозе тогаш без казна од втора стартуваше, исто испука на почеток, многу слично на главната трка од негова страна. Ама позади него се случува интересните работи. Хорхе Мартин држеше второ место едно време, па после беше претегнат од Маркес, па и он излизга и падна, заврши ни за него познати причини, значи не знаеме уште ден денес дали била гумата, дали било падна концентрација, ништо не знаеме. И Педро Коста повторно го заокружи подиумот, што покаже уште еднаш зошто се случуваат сите овие потпишувања на договори и така натаму. Тоа беше од моја гледна точка интересно за спринтот. Мир падна и во сабота и во недела, што не е веќе ништо невообичаено, Господ да му дава сила да издржи сезонава, да ја заврши со таков начин на возење. Очигледно сака да направи нешто повеќе или му паѓа концентрација на него, ама мислам дека форсира, сака да биде најдобра Хонда пред се и за тоа паѓа. Еве Марини кога го спомнав, секогаш го isмејуваме дека е на последно место, ама беше само пола секунда позади Зарко. Зарко не е спор возач, значи не е дека нешто он штедал, едноставно до тука им е, знаеш. Така да останатите беа бледи епизоди. Вињалес, иако имаше топ позиција за старт, он ништо не успеа да ефектуира ни во спринтот, ни во главна трка, што пак се надоврзуваме на истиот муавет од преска, дека има осцилации страшни и дека е толку во мал работен режим работи да едноставно мало измртување, он више не се снаоѓа, не вози како што треба. Така да
околу MotoGP е тоа, ако сакаш и двојки, тројки, расположен Не, сум и можам само да тефтарски ја напоменам држам. дека во петок имаше добар како да кажам ден Ямаха. Ете да, тоа заборавивме тачно. Ринс имаше добар петок, влезе во Q2 директно и го истисна Квартараро, уствари во Q2, за да Баш оди во Q1. така. Иако делуваше дека Квартараро има брзина за да влезе во Q2, не влезе. Мислев дека нешто ќе покаже во трка, не покажа ништо. А и Квартараро што не покажа нешто посебно, него ни Ринс не покажа ништо посебно. Од кај го изводи тоа време и колку беше тоа време точно во секунди во петокот, не се сеќавам. Во квалификациите беше релативно слаб, да. Во петокот Така да, Квартараро имаше втора позиција на првиот тренинг и онака баш тоа беше се изненадивме. Сам слаби беа тие времења, после окей, тоа ама почна. пак Мислам кој излезе Мартин и кога го направи првото време беше лудо. Така, ама тоа е последица на тестирањето недела дена претходно на таа патека и фактички концесиите функционираат. Собрале некои информации плюс нешто унапредија и во аеродинамиката. За моторите не знаеме која спецификација користеле, пошто и толку им се одврзани рацете да можат буквално како сакаат мотор на било која трка да користат. Така да они покажуваат веќе некакви знаци на живот. И ќе им е стварно од многу големо бенефит ако успеат да им продадат мотори на прамак, тоест да им поклонат. Ете и Honda тестираше на истата патека заедно со нив, ама уште не покажуваат знаци на живот, за жал. Така. Што сакаш да кажеш за Moto2 и Moto3, па после сакам уште едно нешто да кажам за главната трка и за тоа што мене на некој начин ми се допадна. Имаше и дури Мото гледав за дивно чудо, што би рекол зет ми. Од тие се растурија, лом направија со црвено знаме, со прекин, со одложување на трки, хаос. Значи, они имаат проблем што немаат загревачки круг, затоа што замисли ќе потрошиш батеријата само за уште еден круг. И стартуваат од гридот без загревачки круг. Тоа значи гумите дека не се, иако се со ќебиња електрични, нели, со оние греачи се ставени, харно, ама не се легнати како што треба, не се загреани. И имаше навлез во последната кривина, сега, кој беше, како беше, апсолутно не се сеќавам на името и презимето, знам кој возач е, точно знам, германец е, Тулович, добре. Тулович, да. Фала ти деменција што ме пушти. И Тулович беше буквално спружен на асфалтот и не мрдаше онака, не покажуваше знаци на живот, имаше стопирана беше трката. Тоа беше еден од инцидентите што се случи, фала Богу, добар е, човекот има скршено рака, али здрав жив, фала Богу. Имаше информации денеска веќе дека е окей и така натаму. Тоа го поврзувам со Мото тројки, затоа што и таму имаше исто инцидент на главната трка, која што после беше скратена од 19 на 17 круга и така натаму. Таму имаше исто многу тежок пат со прегазување на возач, што е најчеста причина за погинување во мотори. Фала Богу, пројде и таму со скршеница, беа Зурутуза и Фариоли беа вклучени во инцидентот, едниот го помина, другиот Зурутуза помина со скршена рака, и он е супер. Значи, сакам да кажам дека блиското тркање со мали разлики дава такви некои нуспојави и овакво и последици, за жал. И имаше коментар од Дейвид Емет, што е еден од подобрите новинари за MotoGP, дека треба да се напуштат 250-ките, дека се премногу не слаби, туку толку се изедначени, да едноставно не може да се избегаат еден од друг од моторите. Значи, ние бараме блиско тркање, меѓутоа, па ете тоа произведува нешто, некој друг лош ефект. Така да уопште не е лесно да се избалансираат сите тие работи. А и како што порасна Мото двојките, нели, на 756 кубика колку се,
Веќе се направи голем гап меѓу двете класи и преминот од една во друга е малце и потежок од претходно, така да не е чудно да се случи некаква промена и во мототројките. И онака ја дигнаа старосната граница веќе на 18 години, не сме помлад од 18 годишен да се напреварува, така што не е чудо да се. И ја би сакал да се вклучат и повеќе производители во таа класа, баш во таа класа, пошто очигледно дека знаеш се помести на кого работите. може да му се отвара врата тука. Ако има муабети за такво нешто, не сум читал, не знам, ама тука може јапонците пак да влезат со четвртотките. И CF и кинезите. Па тоа е веќе нешто што е нормален тек на нештата, тоа што е популарно на Пошто пазарот. они ги имаат четвртотките, со тоа што за азиски пазар и Kawasaki и Honda ми се чини дека ги вратија назад со 4 цилиндри четвртотките, не ги изнесоа на другите пазари, а CF мислам дека прави 450 или 400. Прави 500 се развива сосема нова, да. Сега е 500, таа е друга, ама тие се со 2 цилиндри. Тие има и 400 претходно, да, има веќе 400. Ама и тоа е со 2 цилиндри, не е со 4. Ете така. 500-ката ќе биде со 4, што е интересен концепт. Мала кубикажа. Па да, ама може да се вика 500, а да не е кубикажата толку, да е помалка, само за да раздвоат. Што нивниот тој убавиот, убаво дизајниран рейсинг модел беше 450 RS, SRS, RS, нешто така. Се викаше, не знам точно, црн еден многу убав дизајн имаат. И сега го најави овој со 500-ката со новиот италијански дизајн позади со издувот, устари не напред што има интейк наместо светла. Ама видов онакви прототип нацрти, така да не видов вистински. Па не се прототип нацрти. Не се. CF го објавиле кај нив. Патент нацрти видов, не на моторот, а на изгледот на целиот мотоцикл не видов. Небитно, окей, супер би било да се отвори тој пазар. Тоа е интересното, пошто некако многу станавме една класа само мотори да се продаваат и така натаму. Се уште имат деца кои што растат, кои што сонуваат, кои што сакаат да возат, кои што умеат да возат и така натаму, и мислам дека треба таа. Па добро, има 300 во Супербајк, нели? Има, да. Има, да. Оно што сакав ја да сме кај тројките, кога сме кај тројките, да кажеме дека Давид Алонзо во страшен стил ја згази конкуренцијата, значи дечкото стварно утепа конкуренцијата. Имаше за една секунда подобро време на тренинзите, па за четврт секунда пол позиција и тоа се откачи од Иван Ортола кој што го следеше цело време го следеше човекот у позадина и сакаше да ќари на неговата пробивање на воздухот. Ама успеа да го откачи и да направи уште подобро време. Извозе фантастична трка, иако во еден момент беше четврти и пети, значи успеа да се држи во гужвата, тотална доминација негова. После него заврши Ортола како втор конечно и Колин Вајер кој што се покажува дека Колин Вајер заврши втор. Се покажува како единствен кој што може да му парира уствари на Давид Алонзо. Што е интересно, дечкото е као налик на Роси у млади денови, висок, слаб, тенок, таков незграпен изгледа на мототројките, ама покажа талент дечкото, стварно. Очекуваа сите дека ќе победи доминантно Алонсо и мислам дека многу добро тактизираше поголем дел од трката за да не се испука сам напред и да не изгуби после тоа. И дури онака као у Муџело, нели, за Мото3, клучно е да не излезеш прв на стартна целна рамнина, пошто целта е на крајот на рамницата на стартна целна рамнина. Таму те јадат. Тоа е убиство, така да. Да. И не само што не влезе во ризик за да излезе, нели, блиску до вториот, заедно со вториот на стартна целна, туку 2 или 3 круга пред кај рече, окей, добро, сега ќе му направиме разлика, и у 2 круга му направи секунда и нешто разлика и немаше никакви шанси да припари во заветрината вториот позаден. Како што зборуваме за трансфери во MotoGP, мислам дека кај треба да објават и трансфер него во Moto2, греota би било да го остават во тројките, затоа што мој очекување не далеко од предвидување. Ама он е КТМ дете, пошто се вози CF, така? Да, па добро, они се
ајде да кажеме, Ама она е прва повеќето се година во ЦФ. во Мото тројки? Да. Не, втора е. Давид Втора е? Алонзо. Да, возеше и Добра. лани, покажуваше некои пикови, не беше до толку очигледно талент, не постигнуваше до толку добри резултати како сега, меѓутоа имаше и подиуми и пол позиции, така да прашање на време беше кога ќе процвета баш како што се случи. Сакам да кажам дека кај да е сигурно дека ќе го унапредат во Мото двојки и се надевам дека за 2 до 3 години ќе се сретнат со Коста во MotoGP и дека ќе има едно шоу. Тоа е многу висока таргет сега за дечко кој што вози у тројки и треба до прва титула да освои една у животот, ама така и за Коста се збореше. Ќе биде. Ако има нови генерации налик на Коста, тоа само значи дека нема да биде досадно Така е. првенството во следните години, што во суштина така и наликува, па се ќе видиме. Една работа со која што можеби и ќе треба почнеме да привршуваме со муабетов, освен ако во меѓувреме некој не објавил дека се сели во друг тим и потпишал нешто, ќе провериме. Да, тоа нема да ме чуди. Моментот на шоу. Сега ќе звучам екстремно многу контрадикторен, но Бањаја ми се чини прв пат на оваа трка се однесуваше како звезда. Се чувствуваше како звезда, се однесуваше како звезда и го, да речеме, доби приматот, или го почна да го добива сериозно приматот на како да кажам, медиумска и не само медиумска, широко појасна звезда. Зошто го кажувам ова и зошто го кажувам денеска, да снимавме вчера, немаше да го кажам тоа вчера, затоа што денеска на неговиот Инстаграм профил Бањаја имаше објавено видео од пејачот на Кис, кој што му се заблагодарува и му прави коментар него директно за вчерашниот настап и славењето и гитарата и надписот на кацигата и маиците што ги извадија Kiss from Mugello и така натаму и се. Значи, не знам дали му е тоа природно, не знам од кај му дошло тоа, не ми делува на човек кој што толку многу би ги сакал Kiss. Веројатно грешам, не знам. Ама моментот дека почна да игра на високо ниво, знаеш, како звезда, ми се допаѓа и мислам дека таквите потези се требаат повеќе, пошто Роси тоа го направи да биде голем. Значи, тие моменти, тие прослави спектакуларни, тие провокации, тие зајадувања го направија, нормално и возењето, го направија голем. Ама таа комуникација на еден таков, да речеме, забавен пазар на тој шоу, до тоа ниво на шоу бизнис, всушност ја дига популарноста на тоа масовно ниво. Ние ќе ги знаеме 1, 2, 3, 5 и 12 кои така натаму. Меѓутоа, масата знае еден. Значи, масата го знае Рости, го знае Маркес. Не знае ни Бањаја кој е. Значи, човек на улица рандом да сретнеш, чул за мотори за Роси. Може би за Маркес. Така е. Да видиме сега дали ќе може, дали ова е некаков зачеток на фактот дека можеби ќе го знаат Бањаја повеќе. Добро, треба да освоише некоја титула сега. Пази, траекториите на овие двајца или тројца возачи, ако сакаш да ги ставиме у некоја си перспектива, е сосема различна. Роси и Маркес од самото појавување како и Коста, па еве и Давид Алонзо што го спомнуваме, они веќе беа допрени од Господ, се видела дека се нешто посебно и така натаму. Пеко со многу работа, он не влезе као некаква си звезда у MotoGP, ултра талент, не знам, очекуваме од него чуда и врагови. Он влезе со Moto 2 титула, прва за VR46 академијата, нели, тоа беше карактеристично. Меѓутоа не беше познат по некои си маестрални потези. Он е пред се работник, он работи многу на себе и на деталите и така натаму, нели како беше на прошлиот викенд, 2 сати не излегол од гаража за да види кај паднал, што паднал, зашто паднал и така натаму. Да. Значи, за разлика од Джек Милер кој што кажува ја не сум инженер, ја не можам тие податоци да ги гледам за гумите, па не можеш, ама
толку ќе можеш да направиш на крај, нели? Не, ако не си толку талентиран да ги компензираш сите тие недостатоци, онда ќе мораш да работиш, нема трето, знаеш. Не може да ти падне од небо нешто. Така да, мислам дека притисокот кој што го имаше за да реализира, за да се покаже како добар возач, веќе почна да му спласнува оваа трета титула, далеко дека е готова, меѓутоа вакво покажување, ваква епизода како овој викенд, ја мислам дека би ме чудало ако не продолжи со вакво темпо, а знаеме дека и претходните две ги освојуваше токму во вториот дел од сезоната. Тука почињаше више да работи машината негова и да гази све пред себе. Така да можда Дори 2021 кога му се доближи на Квартараро, у принципу вториот дел од сезоната е ужасно многу му се доближи. Квартараро се извлече на крај буквално. Па Квартараро колку што можеше корнеше со таа машина што можеше да направи, правеше, меѓутоа Пеко беше и 21 многу добар во вториот дел од сезоната. И сакам да кажам дека како попушта оној притисок на остварување на резултати, така се ослободуваш и како личност и излегува приватното над професионалното некогаш. Ако памтиш, имаше некој си кацига со Родман или со шо имаше контроверзна лани, па го коментира на претходната трка имаше ракавици од Сена. Значи, срамежливо малце по малце покажува. Се пази, кај некој тоа е природно, кај некој тоа е малце неприродно и треба време да се свари. И на крај крајава секој треба да си го најде својот уникатен начин како да се презентира и како да им биде интересен на публиката. Ако памтиш, Лоренцо беше најсмешниот у копирање на Роси. Значи тоа беше како да смејурија беше тоа. Пробуваше дечкото се што да прави. Пред него Меландри правеше исто копии, фарбаше косе во италијанско знаме и така натаму, ама он немаше па резултати, така да не успеа да се наметне као звезда некоја. А Лоренцо пробуваше на секој начин да му парира на Роси. Знаеш, у исти тим возеше, го победуваше на патека, али не можеше во популарност да го победи никако. Па Маркез продолжи со исто копирање на некој начин, нешто може да поуспешно, меѓутоа пак е и тоа театралното славење на Роси, со влегување у полско ВЦ, со облекување на докторски мантил со биро, докторско пред него со куклата на надувување, возење задникот, мислам. Пази тоа. А чекај, Маркез беше со куглата, со куглањето, така? Да, Маркез беше, да, со куглањето за 8-та титула, нешто така мислам дека беше. Значи, окей, се сите тие работи, меѓутоа треба да ти стојат. Сега, например, на Маркез му стои смешното играње. Значи, он е свесен дека е смешен. Значи, он е свесен дека врска нема од играње, ама гледа дека се забавlja публика, дека го прифатија тој и окей му е, кул му е. Значи, ја гледам објавата за Мартин во Априлија на Инстаграм на MotoGP профилот. И ги отворам коментарите. И се имаш милиарда коментари, летаат, фрштат коментари. И во еден момент гифче, Марк Маркез качен на оградата, на онаа воздушната ограда на трибина и игра, сакаш у луп. Му се отвори вратата. Добре. Не, стварно, пажи смешно. И мене ми изненади Пеко вчера со Кис, викам, што е фора со Кис, викам, со гитарата, со фендерот. Падна на му судијата покрај фендерот, го бутна со вратот од гитарата и така натаму имаше трагикомични. Окей, што не го казнија, пошто знаат и за такви глупости да казнуваат. Али ако се осеќал така, окей, супер, кул. И дај Боже да се отвори повише у тој правец и да се понаша онака како што му доликува, како што му стои, како што се осеќа. Само да не претерува и да не биде со силата, знаеш. Да. Не, ми се допаѓа, тоа викам, ако е природно, а делуваше вчера природно, пошто пази, и атмосферата му Муџело беше лудница, мислам, као на стадион да си на српска кошарка да гледаш или турска кошарка или као на цеца да си. Не, немој, тоа е резервирано за тренинг сесии на NBA утакмици. Не, тоа е резервирано за NBA утакмици, ти се молам. Значи, прострпски имаме играчи настроени кои што ја влегува и во финале и ја бранат честа на Турбо Фолкот, жал, ама тоа нема да го коментирам. Ајде, да, нема бигање тоа. Него да се надоврзам на прослава на Пеко, имаше коментари од страна на
пола грид, ајде не на пола, на четвртина грид, дека веќе патеката во Муџело е неподнослива за овие мотори, физички, дека е неиздржлива. Имаше моменти со arm pump, ефектот на преоптеретување на мускулите на предните, на рацете, нели? На Yamaha, на Алекс Маркес, пази на Дукати, што е интересно, дека едва го симнале од мотор. На Раул Фернандес ќе иде утре на операција на arm pump. И Еспаргаро истото го кажа, го изјави дека више ова е, вика, надвор више од можностите на човековото тело. А од друга страна Пеко свири гитара, соло свири. Кој зашто учил? Неки нови клинци. Пази колку се далеко отидени Дукати, тоа сакав да кажам, bottom line. Значи не може некој да извози онака лаганица, некој да Гарант има гас на говорни команди, ме сега Шпеко вика поише помалце, поише се. Ама види, не знам, тоа се некои феномени кои што се дешаваат и ќе видиме, ајде, имаме уште цели 2 сезони до новите правила, така да ќе си изнагледаме уште интересни чуда. Имаме уште цели 3 недели, додека така наречената летна пауза не помине, пауза во која што некои ќе одмараат, а некои ќе преговараат. Дефинитивно следниве денови очекуваме многу новитети. Не верувам дека Дорна и ќе дозволи во исти ден да има два договори, за што медиумите треба да работат нешто, нели, да се полнат со информации. Така да, кога денеска излезе информацијата за Мартин, нормално дека не очекувавме дека одмак излезе Дукати ќе каже ние Маркет ќе го земеме тоа. Да. Ама не би чудо да го чуеме и тоа. Како и да е, веројатно ќе се одмориме и ние, нема да снимаме за додека трае паузата за да коментираме трансфери, пошто ќе снимаме после Асен, која што ни е следна на календарот и се надам дека ќе снимаме здраве Боже, лето и одмори ќе фатат. И ќе видиме што ќе се случува до тогаш. Да, иначе во следните фактички 8 викенди ќе имаме само 2 трки, што не сме навикнати во MotoGP, а за тоа, после тоа, Супербајк имаме, да се надоврзам само во наредните 11 трки не очекуваат до крај на сезона во август, септември, октомври и на почеток на ноември. Значи во 3 месеци имаме 11 трки. Тога ќе има напорна работа, како за тимовите возачите, така и за нас двајца. Апсолутно, да, со тоа што мала напомена дека има ротација на трките, откажа Индија, ја префрлија за следна година. Да, и Казахстан, за тоа има тока. Знак прашање Казахстан, да. И слично, така да ќе видиме што ќе се случува. Ние се гледаме за 2 недели за Супербајк секако. Супербајк следна е 12-14 јули, Просеко. Извини, 14-16 јуни Емилија Романа Мизано. Да. Мизано, да. 14-16 јули. Викендов топрак изгази на овакво на припремите, има тренижи и извозе страшно добро. И кога го прашаш што очекуваш на следниот тркачки викенд, да ги победам сите 3 трки да ги освојам. Така скромно си. Ја би играл така. За Унгарија уште нема ништо, гледам сега на Супербајк и така натаму. Ама здрави, тоа е тоа. Епа, доста е за денеска. Ние да здивнеме, лето идеш, тоа е тоа. Не е малце. Таман испод сад да бидеме уште некои секунда. Да, ќе сечеме, лепиме нешто, ќе видим. Да, монтираме. Благодариме на сите за вниманието. Се надам дека и вас ве носи атмосферата, ве понесува атмосферата како нас што не понесува атмосферата. Денеска се скапавме од куцање пораки јас и Ниџо и секоја втора беше чекај не пишувај ништо сега што ќе збориме после кога ќе снимаме. Да, можеме да си го прочитаме муабетот уствари на месенџер и ќе завршевме цела епизода. Може. Буквално ја да ти кажам право како потсетник си го користаме. Ја например ти кажав дека MotoGP вчера ми делуваше како World Superbike само без претркнувањето. И така натаму. On that note, што би рекле колеги из BBC-а,
ја користиме оваа прилика да се одјавиме. Благодариме многу за вниманието. Поздрав. Се трудиме да качиме и аудио, некојаш е подобро, некојаш не е подобро, зависи од условите во кои што снимаме, пошто ги менуваме цело време, ама тоа е за да одговориме на динамиката, што имаме Така е. живот, знаете. Се гледаме за 2 недели Супербајк, за 3 недели MotoGP. Поздрав. Поздрав!